Првачињата, така на 20. јануари, ќе се вратат на второто полугодие во своето училиште и ќе почнат да го изучуваат македонскиот јазик. Незадоволство изразија родителите на албанчињата. Такво нешто од страна на турците, на србите, на ромите, таков гнев нема. Па природно е да нема. Природно е да нема затоа што живееме во Република Македонија, каде што службен јазик е македонскиот. И ако сакате да живеете во Република Македонија, да бидете граѓани со сите прави обратки, треба да го познавате јазикот на државата во која што живеете. Ако добро знам и ако добро паметам, и граѓаните на Република Македонија уште подобро знаат од мене, дека било кое државјанство да побарате, во било која држава на светот, полагате јазик на државата во чие државјанство барате. Така да од тој аспект не гледам зошто некој се буни, кој живее во Република Македонија, кој е граѓанин на Република Македонија, а кој се буни да го познава јазикот на државата во која што живее. Мислам, малку нелогични се тие реакции, меѓутоа, што е тука научено. Меѓутоа, тоа е се дел од една политичка борба. Јас тоа сум го квалификувал и порано и сега ќе го квалификувам. Станува борба помеѓу албанските за борба помеѓу албанските политички субјекти, кој на албанското политичко бирачко тело ќе му донесе повеќе плен од поделбата на пленот, така наречен Охридски договор. Ај сега за Косово. Собранието нели си донесе декларација, владата одлука за воспоставување на дипломатски односи, вие гласавте против. Не гледам како би можел да гласам на друг начин. Што беше тоа у тоа време, амортизацијата на гневот од имаше Белград кон признавањето? Значи имаше многу интересантна ситуација, ние за тоа многу разговаравме, како да се поставиме, пошто очекуваме дека ќе дојде до таа приказна, значи следот на историските настани укажуваше дека такво нешто ќе се случи. Дека Република Македонија тргнала по тој пат и дека ние тука треба да гледаме отприлike кои се модалитети во политичката борба ќе користиме. Јас бев најрадикален во партијата, јас бев да ги напуштиме институциите на системот комплетно, како резултат на револт и гнев, да организираме демонстрации и така натаму, се она што подразбира, значи, незадоволство или гнев кога станува збор за една таква одлука, меѓутоа по сериозни расправи внатре во партијата дојдовме до заклучок да не го повлечеме тој потек. Од една проста причина. Што? Јас не сакав да ги истурам србите во Република Македонија и да ги доведам пред мене и да ги доведам во опасност на било кој начин, да го загрозам нивниот живот, да ги загрозам нивните работни места и нивната сигурност, што ќе беше предмет на сериозна приказна во Република Македонија доколку се одлучивме на вакви чекори. Јас се решив товара да го земам врз моје плеќи. Што подразбираше тоа? Значи, да не се одлучиме на демонстрации, кои да се случи, ќе беа рушилачки, тоа да не се лажеме. Значи, ќе имаше инциденти, ќе имаше интервенција на полицијата, ќе имаше мавање по Скопје, ќе имаше тепање, ќе имаше приведување и ќе се створеше една можна непријатна ситуација во односите помеѓу српскиот и македонскиот народ. Белград тогаш донесе... моја историска мисија во Република Македонија не е да правам раздор помеѓу србите и македонците, туку напротив, да правам единство, па дури и тогаш кога одлуките со кои не се согласувам се такви какви што се. Белград своевремено ги прекина дипломатските односи со Скопје и вие не излеговте од владата. Па е вака, значи. Ја во политиката имам два принципа. Првиот принцип е, значи, никогаш не зборам во минато свршено време, ова алузија е малку, ќе ме разберат луѓето, него зборам во минато несвршено време, секогаш. И втора работа е контекстот на настаните, да ги погледате, значи кога, знаете вака во секојдневниот живот има многу настани и кога сте внатре во нив, вие тие настани ги гледате поединечно. И кога ќе се тргнете малку од приказната, тие настани можете да ги гледате како след на една единствена линија. Например, како кога пишувате и кога ќе ставате во ракописот повеќе точки. Ако точките ги гледате многу блиско, вие гледате помеѓу многу голема празнина или многу голема разлика. Ако се тргнете малку од страна, тога точките ви личат на линија, непрекината линија. Така да, користејќи ги тие некои пристапи во политичкото работење, размислував за тоа